Верижната реакција во суштина околу дискотеката Пулс прекинува пред да се случи несреќата, зашто 3 или 4 дена пред да се случи несреќата, таа дискотека нема никаков валиден документ за да функционира. Значи, предходно верижната реакција околу дискотеката и околу собственичката структура и фирмата прекинува некаде 2022 кога ја губи лиценцата дискотеката Пулс за да функционира, па дека отвара нова фирма, тогаш вади фейк лиценца за новата фирма и 3 или 4 дена пред да случи пожарот, таа дискотека нема никаква лиценца. Значи, логички, причинско-последично гледано, каузалитет гледаме. Тој ден дискотеката работи во целост на диво. Има блокирана сметка од УЈП, нема никаква лиценца, че не смее да ги отвори вратите таа вечер дискотеката. Дури и луѓето кои што се од ДНК, музичарите кои што влегуваат да настапуваат во таа дискотека, веројатно не знаеле, они немаат обврска да знаат дали таа дискотека има валидна лиценца, влегле да настапуваат. Безбедноста треба да ја гарантира државата. Државата треба да гарантира дека објектот во кој што ти влегуваш, кој што функционира, кој што работи, без разлика што работел претходно со години, дека е безбеден и дека тебе нема во тој објект ништо лошо да се случи. Ние требаше да видиме поделени постапки. Првата поделена постапка требаше да биде за периодот кога тие 3-4 дена дискотеката и кобната вечер функционирала без лиценца. И обвинителот требало да знае во неговиот град дека функционира и работи дискотека на диво. И ние имаме податок дека знаеле дека ќе работи тој викенд дискотеката, имајќи предвид дека МВР испратило екипа да прави акцијска контрола во таа дискотека. Значи они знаеле дека работи таа дискотека.